Не сме во вода, но до вода сме, барем ги гледаме оние што се во вода како уживаат во пливањето на Олимпискиот базен овде во Скопје и одлична тема за најздравиот спорт во лето, пливањето. Разговарам со Јане Карајованов, тренер по пливање. Добро утро. Добро утро. Јане, се вели дека пливањето е најдобриот спорт за лето. Зошто овој спорт се препорачува за сите возрасти и кои се придобивките од него? Па, точно тоа стигмата стои дека пливањето е спорт за лето, меѓутоа пливањето е спорт за цела година. Придобивките се добро познати, значи тоа е најкомплетен спорт, пред се за развој на целото тело. Се препорачува за деца од најмала возраст, од 4-5 години, па за, да кажам, возрастни за поодминати години. Во светот има случаеви каде што лица во возраст од 70-80 години активно се занимаваат со пливање. Да, и овде на базенот можеби нема многу гужва, уште е рано, веќе почнуваат да доаѓаат пливачите. Има од сите возрасти, млади и средни години по возрастни. Меѓутоа, кога ги спомнавте децата, на што треба да внимаваат родителите кога ги запишуваат децата на часови по пливање и кога е најдобро да се започне и како со учење пливање? Рековте некаде 4 години. На што треба да се внимава? Па, треба да се внимава на кого се даваат децата. Значи, ние во Македонија може да кажеме дека ги имаме едни од наједуцираните тренери по пливање, затоа што 90% од тренерите по пливање се професори по физичко и здравствено образование, значи веќе едуцирани тренери со диплома. После тоа треба да внимаваат на хигиената. Ние може да се пофалиме со едни од најдобрите услови на Балканот, а може и во Европа. Значи, нашите два базена, за жал, што ги имаме во Скопје, Олимпискиот базен и базенот Карпош, се со врвни хигиенски услови. И друго што треба да внимаваат детето да сака да оди на пливање. Значи, желбите на децата, меѓутоа треба да бидат и упорни да ги носат децата кога тие нема да сакаат. Освен пливањето што е рекреација и разладување во летните жешки денови, ајде уште еднаш да кажеме како тоа влие врз физичкиот и психичкиот развој, потоа општата кондиција на нашиот организам и целокупното здравје. Па, пливањето се извршува, значи, во средина која што и не е нели секојдневна за нашето тело, во водата. Второ, се изведува во положба која што и не е секојдневна за нашето тело, освен кога лежиме, така што сето тоа влијае психички врз нас, да можеме нели ментално да се припремиме, ментално да осетиме целата таа средина во која што влегуваме. После тоа движењата кои што ги правиме во текот на тренингот, во текот на пливањето, влијаат како на самите мускули, така и на самото тело, кардиоваскуларниот систем, коскено-скелетниот систем, комплетно за развој и за унапредување на здравјето. Ајде да дадем информации за нашите гледачи. Олимпискиот базен работи од наутро до вечер. Кои се термините, кој се може да дојде и за тренинзи, но и за слободно пливање? Па Олимпискиот базен, како што кажавте и гледате, е отворен од 7 часот наутро за сите рекреативци. Во исто време од 7 часот наутро па некаде од 10 часот наутро пливачките клубови имаат своји термини, односно репрезентативците, пливачите кои се спремаат за репрезентативни настапи и пливачки надпревари, а после од 16 часот почнуваат исклучиво клубовите со пливачките школи до 8-8:30. Од 8:30 до 11 часот повторно е отворено за рекреативци и после 11 часот нормално доаѓа чистењето на базенот да биде спремен за наредниот ден. Она што е интересно дека покрај оние пливачи кои што доаѓаат овде на редовни тренинзи, има и рекреативци, па можат напоредно заедно да пливаат и некако така можеби подобро ќе научите убаво да пливате, а и да одржувате кондиција. Па да добијат инспирација и да се тркаат со пливачите кои што тренираат. Па да, како што кажав, отворене, условите се прекрасни. Еве, наутро може би е празно, меѓутоа во текот на денот се полни и
тоа што го нуди олимпискиот базен како нели услови, како тоа што е лето, вода и потребите на граѓаните, точно. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам што дојдовте.